Добре дојдовте во уште едно кариера интервју. Денес се разговараме со доктор Денис Алкалили, специјалист педијатар и неонатолог, воедно председател и основач на невладината организација Лулка, која веќе со години е вистинска помош и подршка во развитокот на образованието за здравјето на бремените жени и родителите. Кариера.мк. Вистинската работа за тебе. Пред се би сакала да ви посакам добре дојдовте. Благодарам. Кажете ни повеќе што е Лулка и која е незината примерна цел? Лулка е непрофитна невладена организација која што е основана 2009 година и е веќе 13 години работи на теми на едукација пред се на бремените жени, со нивните партнери, значи на семејството, со оние кои што раѓаат, кои што ги интересира доењето, во врска со доењето и во однос на грижата на нивните деца во текот на првите 6 години после породувањето. Самата организација значи ги застапува интересите на сите овие групи. Пред се трудиме значи да организираме активности или преку нашите активности всушност промоција, подигнување на јавната свест, да на некој начин ја олесниме оваа фаза од животот на младите луѓе, заради тоа што на вистина кога ќе решат да стапат во брак или да формираат заедница младите луѓе, нели доаѓаат еден голем број на нови искуства, голем број на нови предизвици и многу е важно во општеството да има негде нешто каде што може нешто да се прочита, каде што може да се добие совет или поддршка и токму тоа е всушност организацијата Лулка и тоа го градиме во изминатите 13 години. Кои се најголемите предизвици со кои што се сретнува жената за време на бременоста? Па генерално во текот на бременоста, како што кажеме, особено ако е прва бременост, трудницата е на некој начин многу заинтересирана за својата состојба. Значи тоа е една фаза од животот во која што на вистина има многу нови работи, значи има многу нешто ново да се прочита, за кое што генерално младите луѓе не се интересираат толку пред да забременат. Значи кога ќе дојде бременоста или кога ќе добијат да речеме позитивен тест за бременост, веќе драстично се менуваат и психички, нормално и во следните месеци и физички се менува жената. Меѓутоа многу е важно дека тоа е едно искуство кое што е ново и секогаш постоја значи одредени нели интересни и возбудливи работи, информации кои што ќе ги прочита жената или ќе ги види, меѓутоа секогаш постојат нели одредени грижи или да речеме на некој начин почнува да размислува повеќе за безбедноста, за здравјето, своето здравје, здравјето на семејството, здравјето на нели бебето кое што е во кое што расте и се развива во мајчината утроба, така да генерално најчесто проблем, односно да речеме интерес побудуваат тие информации за здрава бременост. Како што се одвива бременоста, значи веќе се грижат трудниците повеќе за нели сите прегледи кои што треба да ги прават, кои што се задолжителни и кои што на некој начин се наменети за да се утврди, односно да се осигура дека бебето е здраво и дека има нормален развој. Меѓутоа како што се приближува кон породувањето, дефинитивно веќе породувањето станува една голема грижа или голем да речеме предмет на учење, на истражување, на читање на нови информации од страна на трудницата. Генерално за следните бременности, да речеме втората бременност или третата здравје колку што има, жената е на некој начин многу посигурна, значи веќе го поминала тоа, значи има одредено искуство кое што навистина ја прави посмирена, посталожена, меѓутоа сепак значи грижата за бебето и за развојот на бебето и за се да биде во ред е навистина на прво место. Одредени потешкоти или проблеми кои што може да ги имаат, значи жените се во однос на, како што кажаме, значи во однос на текот на бременоста, жената би требало во принцип да биде релаксирана, треба на некој начин да се растерети малку и од психичките оптоварувања кои што ги има секојдневни, меѓутоа исто така и од физичките оптоварувања, односно во однос на работата. Една од главните работи која што ние ја дискутираме на тие работилници и едукативни предавања кои што ги имаме за трудници кои што ги спроведуваме веќе 11 на 12 години, пред се е за тоа дека трудницата навистина е во една друга состојба, нели она друго стање или втора состојба, поинаква, различна,
и треба да го прифати тоа. Затоа што во денешно време значи има и доста амбициозни жени кои што навистина и својата кариера ја ценат, нели, работат на личен развој на сите тие работи. Меѓутоа многу е важно и тоа ние го препорачуваме генерално како организација Лулка и како професионалци што работиме во таа организација, е да во текот на бременоста малце да се таа состојба, да речеме, на некој начин прифати и да се прилагоди малце жената на целокупната таа состојба. Тоа значи дека не би требало ни толку да работи, не би требало ни толку да биде, да речеме, физички активна или толку да се грижи и психички и да се нервира како што го прави тоа пред да забремени, и тоа е на некој начин пред се тргнува од самата личност. Пардон, значи од самата трудница како ќе се постави во однос на својата бременост. Така. Можете ли да споделите со нас неколку препораки за тоа како да се надминат потешкотиите при почетокот на мајчинството, односно како една бизнес жена да стане, да биде, нели, да супер добра мајка, а при тоа да не ги запостави своите, нели, работни обврски? Па така, генерално нели во денешно време жените работат и имаат професионален развој и професионална кариера, што секако е, нели, добро и пожелно. Меѓутоа мајчинството, односно родителството, е, како што кажеме, една нова фаза во која што треба малку да се прилагодат и односите во семејството и односите меѓу партнерите. Знаете, наеднаш самата жена, односно мажот, значи во таа врска која што има, наеднаш стануваат родители после раѓањето на бебето, а постанувањето на родител бара одредена, нели, и психолошка промена, бара одредена прилагодливост кон новите услови. Во однос на кариерата, значи многу е важно да се најде баланс и меѓу родителството, односно негата на бебето и на детето, посветеноста да тоа да биде нормално, нели, пред се физички здраво, неговите потреби да се задоволат, меѓутоа исто така многу е важно и да биде воспитниот дел, воспитниот момент да се одржи. А воспитниот момент, односно на некој начин воспитувањето и подигнувањето на нашето дете, значи е нешто кое што бара континуитет. Токму заради тоа, нити родителството, како што и професионалниот ангажман или професионалниот развој не е една епизода или, да речеме, сега ќе стиснеме заби и ќе помине еден месец или една година, значи тоа е еден континуитет. И мојата порака пред се како професионалец, како доктор, педијатар, меѓутоа и како некој кој што во организацијата Лулка веќе 13 години работи и постојано гледаме, значи, различни луѓе, различни на некој начин пристапи или различни перцепции за тоа што се случува. Значи мојата генерална препорака е дека треба да се направи рамнотежа меѓу кариерата и родителството, меѓутоа да не биде тоа на сметка едното на другото во одреден период. Што значи тоа? Тоа значи дека не можеме да сметаме дека сега ќе работиме со нашето дете во следните месеци, а потоа ќе се посветиме само на кариерата. Најуспешни родители и пред се мајки, нели, пошто разговараме пред се за жените, значи најуспешни родители и најуспешни мајки се оние кои што ќе успеат да најдат рамнотежа, да воспостават рамнотежа меѓу родителството и кариерата и на некој начин и едното и другото да ги тераат паралелно. Тоа значи дека тоа бара малку и трпение, бара малку и планирање, меѓутоа во секој случај дава многу позитивни резултати. Знаете, заради тоа што задоволен родител, задоволна мајка или задоволен татко е некој кој што може многу повеќе да исполни и во однос на кариерата и во однос на работата. Колку за една трудница и мајка е важна поддршката од страна на компанијата каде што е вработена? Да, ова е многу интересно прашање и мило ми е што ќе го спомнеме. Знаете, во денешно време кај нас мислам дека малку се запоставени оние базични хумани вредности кои што би требало да ги има, значи не секаде и не секогаш, меѓутоа понекогаш може да се случи и да подзаборавиме на тие. Меѓутоа основата на, да речеме, на едно општество би требало да биде токму таа поддршка, токму таа да речеме една
целокупно обезбедување на целокупна пријатна средина, за да може луѓето да функционираат и да живеат и да бидат пред се продуктивни. Затоа што за да имаме успешно општество и здраво општество, нели треба пред се да има одредена продуктивност. А продуктивноста директно зависи од тоа како луѓето се чувствуваат. Така да моето мислење и тоа што да речеме го промовираме со организацијата Лулка, како што спомнавме, нели луѓето да почувствуваат дека имаат поддршка, дека знаат каде да се обратат, истото мислам дека се однесува и за компаниите. Затоа што секогаш во компаниите има млади луѓе, значи тие млади луѓе секогаш или се во фаза на родителство, или се во фаза да речеме кога пред нив е целиот тој пат, нели, на формирање на семејство, на забременување, на постанување на родители, така да мислам дека поддршката која што би може да ја дадат компаниите за своите вработени многу значи. Тоа значи дека ако една мајка, да речеме, или еден татко се почувствува дека е поддржан и дека има средина која што е поддржувачка во однос на неговите семејни планови, во однос на нивните семејни, да речеме, родителски обврски и сето тоа, и ако се почувствуваат дека се поддржани, тие ќе бидат и подобри родители, меѓутоа исто така ќе бидат и подобри работници. Затоа што знаете, не дека јас сум се почувствувал така лично, меѓутоа можам само да замислам како би изгледала, да речеме, пристапот или работењето на некој вработен кој што ќе почувствува дека во текот на бременоста едноставно компанијата не се грижи, нели, за него, за неговото семејство, за неговото дете. И токму заради тоа мислам дека тоа е многу битен момент и многу силен момент во кој што може компаниите и да ги поддржат, нели, семејствата, меѓутоа исто така и на некој начин да ги задржат. Затоа што клучно е да има поддршка и да се почувствува, нели, родителите да се почувствуваат заштитени во таа фаза. Тоа понатаму навистина носи многу лојални вработени, носи многу, да речеме, среќни луѓе исполнети и така. Доењето и работата се уште една важна и интересна тема. Дали мајката може да го дои своето бебе и по продолжувањето на работните обврски? Да, ова е една интересна тема и важна. Значи, обично кај нас доењето за жал не е доволно застапено. Да речеме, ние сме под некој европски или светски просек во однос на застапеноста на доењето. Меѓутоа работиме постојано и како организација Лулка и како професионалци работиме навистина за да го промовираме доењето, да го поддржиме во оние моменти кога почнува мајката да дои, да ги има сите информации и поддршка, меѓутоа и да го заштитиме на некој начин доењето од надворешни влијанија, од некои комерцијални влијанија и така. Во однос на работата, значи кога жената после она породилно, нели, породилно отсуство или да речеме тие 9 месеци кои што се наменети за да може мајката да се грижи за своето бебе, за среќа во нашиот систем се 9 месеци, значи има многу држави кои што имаат пократко породилно, меѓутоа има и некои кои што имаат значително подолго. Меѓутоа генерално во однос на доењето, во однос на подигнувањето на детето, глобално постои мислење дека ова должина на породилно е доволна, меѓутоа интересно е во однос на прашањето дека кога ќе почне мајката на работа, има многу кај нас, значи, родители и мајки кои што се откажуваат од доењето. Тоа по сите препораки, по сите услови, значи и по сите, да речеме, стандарди не би требало да се прави, значи мајката не треба да прекине со доење на своето бебе, туку треба да продолжи да го дои и тоа постојат повеќе начини, значи еден од начините е да надокнади со доењето, односно со исхрана со мајчино млеко, која ќе биде дома, односно кога ќе се врати од работа, бидејќи нели оние што се кои што имаат мало бебе, генерално се ослободени од дежурство од ноќна работа и во тек на попладнето и во тек на ноќта се дома и на тој начин може да се компензира, да речеме, доењето. Меѓутоа, сега веќе во светот е стандард, и кај нас се трудиме да го унапредиме, а тоа е да има жената услови да може и да го дои своето бебе или да се одмолзи малку за да се растерети, затоа што тоа е еден процес кој што на секој 3-4 сати бара, значи мајката да се испразни, односно градите да се испразнат. Идеално би било доколку има бебе со неа, има голем број компании кои што имаат и градинки, значи односно негувалишта за бебиња и мали деца, и во тие компании, значи може мајката буквално неколку пати во тек на
на работното време, во тек на работниот ден да го надои своето бебе, што е идеално. Меѓутоа и доколку го нема тоа, значи може да се обезбеди една просторија со услови каде што би можела жената да се одмолзе, односно да се растерети за да може непречено да функционира процесот на доење од кој ќе си отиде дома. Меѓутоа и да ги нема овие услови, иако ние се трудиме да го и тоа нели да го промовираме и да се обидеме и тој аспект да го покриеме во однос на условите за родителите и за жените кои што дојат, меѓутоа и да го нема тоа, многу е важно да не се откаже доењето. И со нашата работа, со едукацијата која што ја нуди организацијата Лулка, ние овозможуваме еден куп жени кои што се враќаат на работа да дојат до година и пол, до 2, до 3 години, едноставно колку што сметаат дека им е убаво и колку што сметаат дека им му е потребно на нивното бебе. Што би препорачале на бремените жени кои што се со патолошка бременост, односно која би била препораката за враќање на работа и дали имате сознание за флексибилноста на македонските работодавачи во однос на оваа медицинска појава? Генерално, значи, во однос на флексибилноста, постојат компании кои што навистина се многу флексибилни и навистина се грижат за доброто и за безбедноста на своите вработени. Меѓутоа, за жал има и некои компании, односно од време на време, значи имаме и писма во кои што има трудници кои што навистина се чувствуваат незаштитени, обично кои што имаат некои договори на определено време каде што во текот на тој договор практично настанала бременоста. Така да мислам дека на тоа треба да се работи повеќе и на едукација на компаниите, меѓутоа исто така и на едукација и на самите нели вработени, на самите граѓани. Меѓутоа ризична бременост по одредени критериуми доколку е прогласена, односно доколку се води како ризична бременост, многу е важно да жената со цел да ја зачува бременоста, односно да има на крајот значи здраво бебе и да има износена добра бременост и здраво бебе, многу е важно значи одредени услови да бидат исполнети, а тоа значи ако е значи препораката да не се движи премногу, да не стои на работното место, да нема тешка физичка работа во тек на бременоста, значи тоа се фактори кои може значително да го подобрат исходот од бременоста. Бидејќи јас работам во оддел за неонатална интензивна нега, значи каде што работиме со голем број на бебиња кои што се родени пред време или со некаква потешкотија, дел од нив се од вакви ризични бременности, некогаш може да се направи нешто и да се одолжи бременоста, секоја недела повеќе, значи многу и во однос на лекувањето на бебето и во однос на здравјето на мајката и во однос на целокупниот исход, значи од бременоста и понатаму бебето како ќе биде и како ќе се развива понатаму. Меѓутоа на некој начин таа да речеме ризична бременост или тој критериум би требало да се почитува. Нормално доколку постои. Се сомневам дека некогаш има и дел од трудниците кои што може да го злоупотребуваат тоа право или да го искористат, што па од друга страна не е фер за компаниите кои што компании нели се трудат да го одржат работниот процес или да функционира се. Меѓутоа генерално сметам и како препорака еве од тука нека излезе е дека секоја компанија мора да смета на факторот бременост кај своите вработени. Зошто, како што кажавме, заради тоа што младите луѓе нормално е да влезат во таа фаза или порано или покасно, а се со цел да се воспостави или да се одржи еден нормален однос на работодавец и вработен, кој што нормален однос дефинитивно го покрива и ова грижата, односно безбедноста на семејството и на трудницата. Така да, еден апел е да секогаш во тек на плановите за вработување, во тек на плановите за работниот процес, да го земат во предвид и тоа. За жал има во денешно време кај нас во Македонија, значи има и јавни установи кои што не го земаат или не можат да го реализираат ова во пракса и се случува заради бременост да трпи работниот процес или да биде на штета на работниот процес или на вработените. Кои би биле препораките за жените кои морат заради зголемиот работен ангажман да предвремено да го прекинат породилното отсуство? Ова е сега исто така доста, да речеме така, доста популарно и доста интересно прашање, заради тоа што сега, како што кажавме, нели, бидејќи се повеќе имаме жени кои што имаат кариера и кои што имаат нели еден прогрес на својот личен развој и тоа треба да се почитува.
во принцип доколку се случи да жената ради работните обврски треба да го прекине, да речеме треба да го прекине тоа породилно отсуство кое што нели трае 9 месеци кај нас, сметам дека треба да пред се да се информира добро, да побара поддршка. Еве една од можните, значи места кај што може да добие поддршка и организацијата Лулка во однос на доењето, во однос на хранењето на бебето, затоа што како што знаеме нели првите 6 месеци бебето би требало да се храни само со млеко, идеално со доење, со мајчино млеко, меѓутоа после 6 месеци веќе треба да се воведе и храна, која што храна е во форма на кашички, различни продукти во различен распоред, и тоа е една исто така многу битна фаза која што мора да се спроведе. Доколку мајката реши да го скрати породилното отсуство, добро е да има поддршка, да има информации за тој процес, да го направи колку што е можно поидеален, побезболен или полесен и за нејзиното дете и за себе, секако, затоа што тоа е и психички на некој начин малку тешко, значи да се направи таков чекор, да се прекине тоа породилно отсуство. Она што е модерно и актуелно сега веќе се повеќе и повеќе, иако скромно, меѓутоа го има, а тоа е таткото, значи доколку мајката се врати на работа, таткото да добие породилно отсуство, и мислам дека има право таткото на околу 8 недели, можеби нешто плюс минус, меѓутоа генерално не е 9 месеци колку што е мајчиното отсуство, меѓутоа има право и таткото да добие такво, значи практично постпородилно отсуство, во кое што може таткото па дел од овие нели обврски или процеси да ги олесни и да ги направи. Што би им препорачале на мајките со предвремено родени деца, како да направат баланс во работните ангажмани и нели мајчинството? Ова е едно навистина осетливо прашање и за жал има голем број на семејства и голем број на жени кои што за жал кариерата ја прекинуваат поради бебето кое што го имаат, ако е предвреме родено бебе, во зависност од во која недела ќе се роди и во каква состојба ќе биде бебето и каков ќе му биде понатаму развојот, значи можно е бебето да биде малку нели да речеме да има повеќе потреба од грижа. Таа грижа и нега, значи е важна дома да се спроведе, меѓутоа исто така обично за некој, за дел од овие деца се потребни голем број на третмани, како што се логопедски, физиотерапевт, значи голем број прегледи и следења кои што треба да се прават, кои што имаат за цел, значи да обезбедат нормален развој на тоа дете или да се постигне максималниот потенцијал или полниот потенцијал. Во денешно време, значи така се нарекува кога ради некаков проблем ние се трудиме, значи детето да има колку што е можно, значи своите во рамки на тие нели можности, максималниот потенцијал да го исполни. Со соодветна работа, со соодветна едукација и на родителите, и работа кој што кажеме со детето, со логопед, со дефектолог, со физиотерапевт, навистина може многу да се постигне. Сега кај овие мајки, на прашањето конкретно, кај овие мајки, значи еден дел дури и својата кариера ја менјаат во насока на тоа да речеме да почнат да они самите бидат поддршка за други мајки кои што ќе дојдат после нив, значи почнуваат да се занимаваат со едукација, почнуваат да споделуваат многу од тоа што го работат. Меѓутоа генерално мислам дека би требало да исто така се постави баланс. Меѓутоа во овој случај балансот може да го надополнат и некои членови од семејството дополнително кои што ќе помогнат, и системот би требало се повеќе и повеќе да заземе улога. Затоа што да речеме во развиените држави постои систем во кој што родителите не морат да го носат бебето, односно детето на вакви дополнителни третмани, туку самите терапевти доаѓаат дома и тоа е многу растеретувачки за родителите и мислам дека треба да се движиме во таа насока. Инаку навистина не е лесно да се постави рамнотежа во ваквите случаи. За крај, според вас, како доктор специјалист во оваа област, дали сметате дека постои реален баланс на животот на една бизнес жена, која доколку нели истата се одлучи да има повеќе од 2 деца? Ова е интересно и добро прашање, одлично прашање. Моето мислење е дека доколку се на блиска возраст, значи еве да речеме повеќе од 2-3 деца или повеќе, доколку се на блиска возраст, дека тоа навистина може да ја оддалечи жената одреден период од нејзината кариера.
пред се заради тоа што две мали бебиња или деца, без разлика дали е првото и второто или третото, не е битно, значи се навистина на некој начин многу слични по своите потреби. Значи нели генерално не може да се грижат сами за себе, не може да јадат сами, треба да се менуваат пелени, треба да се бањаат секој ден. Значи тоа е навистина на некој начин помалата разлика е ја отежнува на некој начин работата, меѓутоа доколку има поголема разлика или доколку жената реши да се посвети на семејството и да има повеќе од две деца, мислам дека тоа е навистина можно, како што кажавме нели меѓу првите прашања, дека балансот мора да се најде. Значи не е родителството епизода, иако во денешно време за жал голем број млади луѓе и го перципираат како такво, дека тоа е една епизода, еве ќе порасне детето, ќе помине, меѓутоа верувајте, значи едно дете, јас и од лично искуство како родител можам да кажам, значи едно дете за да стане свесно, за да стане совесно, за да биде воспитано, верувајте дека треба 3, 4, 5 години постојано да се повторува истото, да се учи, да се воспитува, да се образува, да се кажува немој тоа не е добро или ова треба вака или тоа треба така. И резултатите од тоа што ќе го правиме се гледаат дури негдека после 5-6 годишна возраст на деца. Значи, така да тоа е навистина една многу да речеме важна обврска на секој човек кој што ќе реши нели да има семејство. Така да мислам дека во принцип тоа е најбитно. Значи, ако сакаме да имаме повеќе деца, да почнеме порано, што исто така и сега е исто многу актуелно, затоа што генерално возраста на првата бременост значително е покачена, значи веќе жените прва бременост имаат на поголема возраст, негде околу 28-30 и повеќе години. Така да, ако сакаме повеќе деца, треба почнеме порано да размислуваме за тоа, порано да се подготвуваме и на тој начин мислам дека може и полесно да се одржи некоја рамнотежа помеѓу кариерата и родителството. Така. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Кариера.мк. Вистинската работа за тебе.